Прилогот кој што во продолжение ќе го погледнеме е своевидна најава на темата за разговор денеска со мојот гостин. Да го погледнеме. Во пресрет на денот на ослободувањето на Битола, а по повод 20 години постоење на Аикидо Федерацијата со седиште во Битола, 40 години од издаваштвото во боречките вештини од Центарот за овие вештини Пелистер, беше промовирана стручна литература за деца и возрастни, посветена на џудо и реален аикидо, како и DVD изданија за боречките вештини. Литературата прво има основна цел да биде да ги популаризира боречките вештини и спортови џудо како олимписки спорти, реалниот аикидо како вештина на самодбрана. Значи наменети се од почетник до мајстор. Така, например, за џудо програмата постои до 5 дан црни појас, исто за реално аикидо до мајсторски појас први дан. Во Македонија во моментот постои мал фонд на стручна литература посветена на овие вештини, што оваа промоција ја прави уште позначителна. Првиот прирачник за џудо во вид на скрипта го издадов 77-та година, да речете 77 година. Потоа се редеа други прирачници, да првата книга 84-та во Република Македонија ја издадов, тоа е со фотографии и така натаму по самиот наслов џудо. Потоа имаше повеќе изменети и дополнети изданија, да 89-та година по повод тогашниот јубилеј 20 години од постоењето на џудо клубот Пелистер, да ја снимиме првата видеокасета во поранешната држава. Објавувањето на литература од ваков вид е значајно богатство за развивањето на џудо и аикидо вештините во Република Македонија. Тоа што е дадено во книгите на вистина е нешто што секој би посакал да го има. Особено и најмладите кои што почнуваат со овие боречки вештини да тренираат, за нив е тоа многу нешто убаво, а и за сите тренери кои што се вклучени во овие спортови кои што се поврзани со боречките вештини. DVD изданијата посветени за боречките вештини се дело на Центарот за боречки вештини Пелистер од Битола, а се голем придонес за спортската стручна литература во Македонија. Најавата за мојот денешен гостин ќе биде многу куса, меѓутоа многу јасна. Сенсеј, 7 дан, Ѓуро Илич. Добре дојдовте за прв пат во студиото на Мега телевизија. Добар ден и добро ве најдов. Пред се ќе започнеме со тоа, ги слушнавме најавите, нели, прилогот предходно имавме одбележување на јубилеи многу големи, 20 години, 40 години. Меѓутоа ќе започнам многу одамна. Како се случи аикидото во вашиот живот? Па, просто континуитетот си го направи своето. Конкретно, поточно 1969 почнав да тренирам прво карате, па потоа увидов со помош, се разбира, на некои мои пријатели, роднини, дека џудото носи дава една широка лепеза на техники, односно база врз која може да се надоградат многу други вештини, се разбира, подоцна и спортови. Така да, после моето промовирање во џудо мајстор, негде 10 години подоцна, јас станав и првиот аикидо мајстор во Република Македонија, далечната 1986 година, после што формирав секција при џудо клубот Пелистер, аикидо секција, и требаше некаде 10 години да едуцирам кадри од Битола и се разбира од Републиката. Претежно тука имаше доста голем број на студенти кои што беа од натрешноста и така натаму, кои што подоцна отворија клубови, односно јас им под моје раководство и помош им помагав, значи, да ги отворат клубовите ширум Македонија. И така да 1996 година ја формиравме и го формиравме тогашниот Аикидо сојуз на Македонија, кој што подоцна нормално со трансформациите премина во Аикидо Федерација на Македонија. Од 1993 година едноставно се почнавме да го форсираме стилот реално Аикидо, кој што стил е далеку по адаптибилен на ова поднебје. Кој ќе речам на ова поднебје, мислам општо на западната хемисфера, на човекот од западната хемисфера, и се работи за едноставно по-кратки и ефектни техники, се разбира во самоодбрана, кои што
се прилагодуваат во зависност од психофизичката конституција на оној кој што тренира. И така да до денес, минатата година прославивме 20 години федерација, Аикидо федерација со седиште во Битола, кој што мислам дека е куризитет. Вие сте и основачот на таа федерација и така да се изразам, оние пионерски чекори кои што сте ги започнале многу одамна, ги реализиравте. 42 години без прекин сте тренер, нели, во оваа боречка вештина. Меѓутоа, оно што сакам да ве запрашам е колку беше тешко кога сте единствен и уникатен да работите на ова поле, нели, преку промоцијата и развојот на оваа боречка вештина. Повак, да појаснам, чисто 42 години, јас сум тренер во џудо клубот Пелистер, значи подоцна формиравме секција, како што кажав, меѓутоа подоцна формиравме и клуб, Аикидо клуб, тој е првиот Аикидо клуб во Република Македонија. После тоа формиравме центар за боречки вештини и спортови, Будо центар, во кој што се инкорпорирани џудо клубот Пелистер со сегашен стаж од 48 години постојање и Аикидо клубот Пелистер, кој што датира од негде 86-7 година, после формирањето на таа секција. Јас подеднакво едноставно ги работам двете работи, плюс и џиу-џицу, кој што е неодвоив дел, да речем, од овие вештини. И се разбира, одговорноста поголема беше во афирмирањето на Аикидо, подоцна реалниот Аикидо, бидејќи секако како единствен представник во тоа време, односно мајстор, имав задача не да задоволам својата амбиција со тоа што станав Аикидо мајстор и толку, туку сакав на еден организиран начин да го афирмирам Аикидо, подочно реалниот Аикидо на овие простори и пошироко. И сметам дека во тоа успеав со тоа во фактот потврдува, тоа го потврдува и фактот што далечната 2000 година ги формирав првите клубови во Турција, поточно во Истанбул, таму сум супервизор на таа Федерација за реален Аикидо. Од таму минатата година произлезе едно највисоко признание за мене, носител на 10-ти дан мајстор, тоа е ми го додели Светската Будо федерација, чие седиште во Истанбул. Се разбира, во Република Македонија формирав некаде 27 клубови, од кои што 21-2 веќе екзистираат без проблеми. Поминале многу членови и моментално има многу членови широм Републиката. Треба да се напомени фактот што веќе 2 години работиме на проектот 101 училиште со реален Аикидо, во кој што ќе се работи реален Аикидо. Тука од неодамна работиме на проектот да ги офатиме децата што се од предшколска возраст, бидејќи ние веќе од 5 години одамна вршиме упис на членови. Така да мислам сето тоа се едноставно се надоградува и се прати, се следи, и најбитната карактеристика за Будо центарот, односно Центарот за боречки вештини Пелистер од Битола, е тоа што стварно ние сме аматери, меѓутоа имаме еден максимално професионален однос кон работите кои што ги обавуваме. 42 години искуство, дали во одреден момент ви покажале која материја е најлесна за работа кога станува збор за возраста на луѓето? Значи ли тоа дека ако имате членови кои што се на помала возраст, полесно и со поголем интерес ја прифаќаат било која од овие боречки вештини кои што ги напоменавме, нели, денеска, или можеби не е пресудна возраста колку што е пресудна желбата, посветеноста и трудот на оној кој што, нели, се заложил да се зафати со оваа работа? Па јас мислам дека приоритетно е да се сака нештото, значи желбата тука. Втора работа е амбицијата, од кои амбиции и од кои поводи тренира еден млад човек. Меѓутоа, кај најмладите категории тоа не постои, тоа треба да ги насочат родителите. Свекна околност е што јас при секој ваков разговор истакнам дека
Децата на моите ученици, голем дел од нив, сега тренираат во клубот и се носечки, да речем, во своите категории. Тоа значи дека ние правилно сме постапували, едноставно на еден субтилен и непосреден начин сме ја пренеле основната цел, односно сршта на техниката, на повеќе страната корисност и атрактивност на вештината. И сметам дека важеше на максима од 7 до 77 години да се бават со джудо, со аикидо и со џиу-џицу луѓето, меѓутоа ние таа граница ја поместивме на 5 години и сметам дека уште надолу може да оди со посебен третман, односно со посебни програми на кои што веќе работиме, а иначе постои светска програма од страна на Светскиот центар за реле аикидо, која што се наречена едноставно низ игра до мајсторство. Значи, таа е прилагодена токму за тие најмлади категории. Геро, не само што сте познат во Битола по многу области, познат сте и во Македонија и светот, меѓутоа не сте човек кој што не е образован и човек кој што се посветил само на една боречка вештина која што ќе развива во животот. Оно што сакам да го потенцирам со ова начинато прашање, колку тоа што сте високо образована личност ви помогна да сватите дека сето она што го знаете треба да го ставите на хартија. 40 години стојат зад вас, нели, на литература во пишување за джудото, за аикидото и останатите боречки вештини. Па секако, тоа е прво се работи за љубов, голема љубов, односно афинитет према боречките вештини. Значи, уште од најмала возраст, едноставно, бидејќи почетоците тука датират во Битола некаде 67 година со постојањето на тогаш джудо и карате секција при ДТБ Партизан, Друштвото за телесно осветување. Јас имав некои сознанија, меѓутоа, кога узреа условите некаде 69 година се приклучив во джудо клубот Перистер, кога веќе се осамостои како джудо клуб Перистер од ноември месец, и така натаму. Меѓутоа, со моето навлегување, односно со едноставно почнувањето на таа педагошка дејност, од 75-та година ја формирав школата во джудо клубот Пелистер, до денес непрекинато работи, се разбира и джудо клубот Пелистер. И осетив за потреба во тоа време дека немаше интернет, далеку беа од нас литература и, не знам, едноставно информација за вештините. Јас и моите другари во тоа време сме трошеле пари колку што сме имали, колку што сме немале, да одиме на разни семинари низ земјата и надвор од неа, со цел да се надоградуваме. Исто и тоа стално го напоменувам, имам една тетрадка во која што сум ги скицирал техниките, едноставно со цртежи, така речи, од човечина, со цел да ги запамтам тие техники, бидејќи еден семинар трае пример 15 дена, се работи 2 пати дено и тоа треба да се едноставно абсорбира. Немаш камера, немаш телефон немаш и така натаму. Едноставно се наметна потребата, јас осетив за потребно, бидејќи имаше голем наплив на млади луѓе кои што беа заинтересирани, чисто податок, од септември до ноември 75-та година, кога почнав како тренер, 100 нови членови имавме, а пред тоа клубот беше сведен на некои 4-5 луѓе, ние кои што останавме, јас и моите другари. И тогаш тренинзите ги одвивавме во тогашната Моша Пијаде, местна заедница, тоа е зад Гинималскот, во Даме Груев, значи Гинимале, новото училиште, и денес та постојна руинирана барака, меѓутоа тогаш ми беше многу добра. И мислам дека супер одеше, од таму тргна работата. И така да прво седнав и направив една скрипта, да речам, едноставно рачна работа, со искуство никакво, со изработка на цртежи, контури и така натаму, меѓутоа со тек на време нови прирачници дојдоа, се пласираа во тогашната држава без никаков проблем, беа барани, така да до 89 година
дојдовме да ја снимиме првата видеокасета во тогашната држава. Мислам, тоа е документовано. Имавме промоција некаде во ноември месец 89 година. Тоа се случи во малата сала на Домот на културата, која што беше преполна. Знам, во тоа време јас имав некои дилеми дали та работа да правиме, да пристапиме кон снимање, кон таква некоја работа, и во тој момент случајно се погоди тогашниот собственик на книжарницата Везелка, која во тоа време стварно беше во подем. Едноставно човекот донесе камера и рече: еве, сниме на видеокасета, што треба се, јас тоа ќе го покријам. И така, ние тоа го искористивме присуството наше, односно од 83 година, секоја година водев летни школи во феријалното летовалиште Преспа во Претор. И едноставно го искористив тој семинар да ја снимиме таа видеокасета, се разбира со минимално искуство, меѓутоа со голема желба да успееме, и навистина во тоа успевме. За тоа време беше страшно добра, и таа видеокасета доживеа ремейк сега 2016 година во DVD, кој што го снимивме во нашата сала Центарот за боречки вештини. Ќе останам уште малку на литературата, меѓутоа имам две прашања. Прво, колку литература денеска стои зад нас посветена на овие боречки вештини, и колку истата наоѓа примена кога станува збор за денешните факултети или еве во средни школи некои кои што занимаваат со спорта имаат потреба од ваква стручна литература. Колку истата може да најде примена, колку е лесно ако јас дојдам да земам една книга, дали ќе научам одредена вештина како да се одбранам или нешто слично. Па сега зависи која е целта на книгата. Книгата може да едуцира, книгата може да информира. Јас сите овие прирачници и книги ги имам правено да бидат застапени двете компоненти. Значи, младиот човек кој ќе дојде во сала, да може да види со што утре ќе се среќава, начин како ќе напредува, значи да информира од една страна што е тоа џудо, што е тоа реален екидо и така натаму, во по-раздробена форма, да речем. Меѓутоа, се разбира, треба пред се да едуцира. Сега малце поинако е времето со интернетот и така натаму, меѓутоа сепак мислам дека книгата или DVD-то земено в раце со комбинирано присуство во салата и го дава тоа, мислам, недобриот спој. Бидејќи често пати многу работи не може да се кажат на тренинг, меѓутоа може да се насетат од книгата, од прирачникот, од DVD-то, а во присуство на тренерто да се објасни, едноставно да стане поприсутно до поблиску до оној кој што тренира. Тренирањето или изучувањето или справувањето со овие боречки вештини, дали подразбира одреден режим кога станува збор за исхраната, кога станува збор за тренинзите? Има ли некои услови кои што мора да се исполнуваат или едноставно тоа зависи од човекот? Прво вака, основен услов е волја, да се сака да се тренира. Втората работа, најважната работа е тренерот, кој што и на каков начин ќе успее вештината, односно спортот, да го приближи до единката, за тој да едноставно да се инфицира, односно да го засака и веднаш да ги види позитивните страни, повеќе страната корисност да ја осети. Од најмалото дете до највозрастниот член тоа се гледа, кога едноставно ужива во тренинг. И мислам дека многу е битно од стручниот кадар кој што и на каков начин тоа ќе го пласира. Меѓутоа со храната, дали е врзано некако? Има ли? Храната, нормално, прво пред се во животот, мисламе себе како поискусен, треба умереноста е под број 1. А со самото тренирање, нормално, младиот човек и било кој што тренира, почнува да прави диференцијација што му пречи во животот, односно во храната, што не му пречи, кој му годи.
Чи режимот сам го поставува како едноставно ќе сам го постава. Како што напредува нагоре, влегува во такмичарски екипи, во надпреварувачки и така натаму, одма почнува да работи самиот на своето тело, прво на изгледа на своето тело, а тоа е поврзано, се разбира, и со храната. Тука не разговараме за не знам какви медикаменти и суплементи и така натаму, меѓутоа се разбира и тоа може да биде дел од подготвителната форма, да речеме, за надпревари и така натаму, меѓутоа, значи, со самата физичка активност, единката веќе почнува да... Гиро, многу луѓе ве познаваат и важите за една личност која што е смирена. Нема кај вас импулсивни моменти од типот на сте се нашле во незгодна ситуација, па знам боречка вештина и сега, да, не ми стои никој на патот. Секогаш се обидувате тоа на смирен начин да го решите доколку имате таков инцидент. Дали ви дошло некогаш ете онака бурно да изреагирате и како се справувате со членови кои што доаѓаат нели да посетуваат тренинзија, целта за тие тренинзи е да станам јак и лидер, бидејќи денешнава младина малку ни е чудна. Доколку знам да се тепам, вака народски кажано, јас сум лидерот во друштвото. Па прво да кажам, оние кои што сакаат да се тепат, буквално во буквална смисла, многу малци остануваат во клубот, уште првиот, вториот, третиот тренинг и мислам, гледа дека тоа не е за нив. Занимавањето, односно бавењето со джудо, со џиу-џитсу, со реален айкидо, нуди една смиреност кај од најмалиот до највозрастниот, бидејќи тој тренингот е прилагоден така да тој едноставно тука се испука, буквално во салата, а потоа излегува надвор смирен. Е тоа континуираноста во тренирањето си ја доаѓа до таа смиреност. Мислам и затоа ние велиме дека овие боречки вештини делуваат благопријатно на психофизичкиот развој на младиот човек. Јас имам преку 7000 ученици во Битола, поминато документирано, поминато низ клубовите, низ джудо клубот, низ аикидо клубот, и можам да кажам дека на прсти може да се изброат не на рака луѓе кои што биле склони на некоја си агресивност и таа агресивност да едноставно да пласират надвор, и најодговорно тврдам дека по вокација такви или по раѓање, такви личности дури биле во клубот, биле навистина како што треба да бидат примерни и потоа станале примерни граѓани, едноставно домаќини луѓе во еве доста со нив се гледам, си имат фамилии, деца, дел, доаѓаат на тренинзи и така натаму. Значи континуитетот во тренирањето, начинот на пласирање на техниките и презентирањето на основните принципи на овие боречки вештини доаѓа до смирување. Едноставно, трезвено, брзо реагирање, меѓутоа не брзоплето, односно панично реагирање, и тоа е, мислам, основната премиса на да се јаките да бидат по-племенити, а слабите да бидат појаки, едноставно. Во случајов, вие покрај што сте тренер, вие сте и психолог. Психологијата ја носите сам во себе како нешто што ви е вродено, или може би со текот на тренирањето станувате вие психолог да направите една проценка на личноста која што ви е дадена на располагање да работите со неа како член во било кој од клубовите, или може би е предуслов самата психологија за да знаете кој колку ќе постигне, каде треба да се трудите повеќе како тренер и колку е важно тренерот да биде психолог? Па сега, јас мислам со самото искуство и со определбата да го не пренесува знаењето врз другите, тоа секако мора да има една доза на психологија, бидејќи појајќи сега од моето искуство, јас во најголем број случаи секој единка кој што ќе дојде во клубот знам од кој амбициите доаѓа тука. Посебно ако се работи за повозрастните категории. Децата си се деца, меѓутоа и тука одма се профилира полека со тек на време. И бидејќи
голем број на ученици, голем број на карактери, зборам карактери тука во салата и надвор, огромен број на контакти, на гостување, на надпревари, на семинари, на патување и така натаму, сето тоа си го прави да вие имате една рентгенска снимка, правите одма штом дојди, тој млад човек, после тренинг 2-3, вие знаете со кој имате работа, во најголем дел случај. Сега тоа е прашање, може дел природна определба, Така, предиспозиција. предиспозиција, а од друга страна сигурно дека е резултат на едно искуство богато и така натаму. Кој доаѓа повеќе кај вас да се запише во клубовите, мажите или жените? Независно дали станува збор за деца или за Па сега повозрастни? мислам дека таа бројка веќе тука на почеток беше прво машката популација, со тек на време мислам таа бројка тука е негде изедначена, што не значи дека сега кој е машко дека тој мислам мора да биде доминантен, супериорен, тоа веќе мислам дека го нема и подеднакво едните и другите и тоа го потврдува фактот што веќе имаме првенства оддамна ние за јуниори, јуниорки, сениори, сениорки, кадети, кадетки и така натаму. Стигнавме до неделот која ќе зборуваме за надпреварите. Може ли некоја најава за нешто што наскоро треба да се случи кај нас и каде се сте учествувале со ваши членови кога станува збор на надпревари? Сега вака, џудо си е еден систем си постои систем на надпревари, џудо спортот, тоа е олимписка дисциплина од 1964 година на Олимпијадата во Токио, значи огромно, мислам, искуство, стаж години во надпреварите. Правилата во џудо спортот секој ден се усовршуваат со цел да џудо ја покажи својата атрактивност на надпреварите, бидејќи многу често зависи од правилата, ако не се како што треба, не може, тоа е досадно за гледање и така натаму, што не е случај со џудо спортот, бидејќи е сега со последните измени на правилата направен да биде многу динамичен спорт и атрактивен спорт. Во Република Македонија нормално си постои џудо федерација на Македонија долги години. Јас сум председател на дан колегиумот, значи председател на комисија за доделување на појаси звања. Во тој дел сум ги водел судиска комисија, сум водел 10 години скоро при џудо федерација на Македонија и така натаму. Постојат значи државни првенства, поединечни, постојат екипни, значи турнирски систем, не е лига надпревар, бидејќи таа лига надпревар, тие надпревари коштат многу, пример како колективните спортови, фудбал, ракоме и така натаму, би требало секој недела негде да се патува и така натаму. Ние тоа го решаваме на турнирски начин, значи постојат турнири државни, меѓународни турнири, постојат државни првенства, значи од деца до сениори, поединечни. Еве сега за пример ние имаме во недела се случува во Битола државно по техничка организација на џудо клубот Пелистар државно првенство за кадети, кадетки и деца, значи некаде до 11 години деца. Првенството го организираме во салата на гимназијата Јосиф Брз Тито, треба да има преку 200 учесници и тоа е, мислам, потврда дека џудо бележи подем секојдневно од ден на ден и со голем број на новоформирани клубови. Се разбира, работа е на федерацијата и на клубовите да излегуваат и надвор, се разбира со дозвола на федерацијата, на разни турнири широм Балканот, што е тоа исто така црпење на едно истекнување на искуства, позитивни искуства, бидејќи што повеќе борби, што повеќе средби, тоа нормално треба позитивно да влие на еден надпреварувач. Јас сметам дека наредниот олимписки циклус ќе имаме и повеќе представници во џудо за на Олимпијада. Во минатата Олимпијада имавме еден представник, девојка беше една и така натаму, што значи дека секојдневно таа работа се унапредува. Посебно кажам дека имаме во соработка со Олимпискиот комитет. Една година е тука пратен еден стручњак од Меѓународниот олимписки комитет, тоа е романецот Габриел Сапта, кој е носител на 6-ти дан мајсторски појас и има задача
едноставно да ги координира клубовите баш во смисол да ние стигнеме што побрзо до таа олимписка форма, односно профилираме екипа која што би не представува на наредната олимпијада. Што се однесува до аикидо, односно реалниот аикидо, ние одамна ги направивме првите чекори во надпревари, бидејќи аикидо си е чисто техника на самоодбрана. Меѓутоа направивме ние првите чекори ги направивме во соработка со Светскиот центар за реален аикидо, каде што сум член на бордот на директори, задолжен за овај Западен Балкан од Романија, Бугарија, Турција, Грција до Македонија. И почнавме да одржуваме надпревари во форми на реален аикидо. Тоа е нешто по пример окатите во карате и сметам дека тоа за сега добро оди овие 2-3 години веќе и следниот меѓународен надпревар е на 22 април се случува исто во Битола. Ќе бидат присутни некаде 9 балкански држави, најави имаме, така што и тој ќе биде еден спектакл, мислам, во корист на уште поголемата афирмација и популаризација на реалниот аикидо, се разбира и на џудо и џиу-џицу. Вашите членови се закитуваат ли со златни медали или со во не знам во овие боречки вештини кои се признанијата пехар или можеби појаси со одредена боја? Секако вака, мислам како во секој спорт си постојат медали и дипломи, значи така. Прво, второ, трето место. Појасите си се посебна, да рече, приказна, бидејќи тој посебен дел, постои програма за напредување за појаси и токму тоа двете мои книги кои ги промовиравме во 16-та година, во ноември месец. Едната е реален аикидо за деца и возрастни, во која што се офатени програмата за деца до КФА, односно до мајсторски појас, и програмата за возрастни до мајсторски појас. Исто така, книгата Џудо ги содржи основните елементи во кои што треба да ги совлада еден учесник во тој спорт, односно во таа вештина, се до стекнување на мајсторски појас 5-ти дан. Тоа е ниво, мислам, многу високо. Значи, сето тоа го има во програмата, во таа книга, која што програма е званична програма на Џудо Федерацијата на Македонија и се разбира од претходната книга за реален аикидо, исто тоа е званична програма на Светскиот центар за реален аикидо. Подготвувате нова книга, така? Имам уште една книга која што сум во завршна фаза и мислам дека некој за 2 месеци би требало да излезе и на тој начин тој циклус би го заокружиле годинава, мислам, вклучувајќи 16-та со 3 книги и со 3 DVD-а. Така. Ке ве запрашам во малку приватен аспект. Вие сте татко на 2 сина, ако не се лажам. Не, син и ќерка. Син и ќерка, нека ми прости ќерката. Меѓутоа, вашите деца ги нема во овој спорт. Сте поминале преку 7000 учесници. Меѓутоа, вашите деца не сакаа да го продолжат вашиот пат или можеби се задоволија со она што го научија и се определија за други професии? Напротив, тие постојано се вклучени од најмали нозе. Синот му е џудо мајстор, меѓутоа обврските, професионалните, тој професор на факултете, доктор на политички науки. Нормално и семејството, имам 2 внуци, потенцијални. Едниот големиот е 3 години, Михаил, и малиот е 1 година, Алексеј. Исто така што се однесува до ќерката, таа долги години си беше присутна и како во категорија на деца и се надпреваруваше. И мислам, стално е таа присутна, меѓутоа сега со домашни обврски, фамилиарни, таа си е во брак, а морам да кажам тука дека и мојата сна е определена према спортот, едноставно води сметка едноставно за исхрана и за редовна физичка активност и се разбира од другата страна мојот зет кој што е исто така активен спортиста, долги години скија, доваре, работи аикидо и мислам дека и тука има некоја перспектива, така да трите фамилии
едноставно да речам, преокупирани се Со спорт. не пренагласено, меѓутоа си се прекупирани нормално со Ги боречките теравте ли вештини. како деца под присила влегове Не, во сала? никако, еве, истото се случува и со внукот големиот, да си го носам на тренинг, тој без, значи некоја работа ако се прави со притисок, сигурно нема да успее и нема да се вроди, мислам, од искуство, нема да вроди резултат, односно плод. Сето тоа треба си дојде спонтано, се разбира, ако растат и се разбират во една атмосфера таква, така. Така. Ѓуро, пред крајот на овој разговор, само ќе ве замолам, доколку имате одредена најава на нешто што допрва треба да го очекуваме од страна на развојот, нели, на федерацијата, на клубот, на насоките кои што, еве, овие боречки вештини може да ги добијат во, еве, на наши услови во Македонија, да речам, слободно да ги пренесеме на нашите гледачи. Секако со задоволство и едноставно еве некоја си најава за летниот период покрај традиционалната летна школа што се одржува на Пелистер повеќе години во Молика. Ние сме во подготовка на еден така, да речем, мал симпозиум на тема боречките вештини, односно джудо и реалното екидо, како рефлексија врз формирањето на психофизичката личност на младиот човек. Се разбира, тука ќе има негде десетина, да речем, научни работници од оваа сфера, од повеќе земји од светот, од Балканот и пошироко, и мислам дека тоа ќе биде исто еден добар настан кој што ќе се одржи во 2 дена во Битола, меѓутоа за тоа подоцна подготовките се во тек. Така, Мега телевизија секогаш стои зад вас за тоа што вие го организирате, ве следиме постојано. Се надевам дека оваа соработка ќе продолжи понатаму. Ви благодарам што одвоивте од вашето драгоцено време да бидете денеска со мене овде во студиото на Мега и во нашата програма и ви посакувам успех на секое поле кое што ќе го замислите понатаму. Благодарам и вас ви посакувам и понатамошна успешна работа. Ви благодарам, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.